Откупните пунктови за тутун во Струмичкиот регион се затворени. Тутунарите од регионот ги продадоа своите количини од жолтото злато. Според Сдруженијата на тутунопроизводители, родот во Струмичко тежи околу 2000 тони, а просечната цена по која се продаде е 210 денари. Од Сдруженијето Јака од Струмица велат дека откупот поминал според очекувањата, без поплаки кај производителите за проценката, но и без поплаки за навремената исплата на парите. Од Сдруженијето Басмак велат дека во Василевскиот регион годинава биле произведени повеќе килограми тутун во споредба со лани. Така, минатата година имале 1220 тони, а годинава 1300 тони тутун. На ниво на Македонија доведен е под знак прашање откупот на тутунот. Ова следува по одлуката на Сојузот на тутунопроизводители од утре да ги повлечат нивните представници во сите откупни пунктови во земјава. Поради ова предупредуваат тие дека согласно законот за тутун ќе престане и откупот на тутунот. Причината за ваквата мерка е што Централниот регистар не го прифаќа Ванчо Коцев од Неготино, новоизбраниот претседател на Сојузот на Сдруженијата на тутунопроизводителите. Ова доаѓа по нивниот состанок одржан викендов во Велес, каде тие го искажаа незадоволството од неприфаќањето на одлуката на вонредното собрание одржано на 10 декември минатата година. Централниот регистар ги отфрлил одлуките на вонредното собрание оти немале доказ за утврдување на фактот дали иницијаторите имале легитимитет, поточно дали вонредното собрание било свикано од 1/3 од членовите на собранието. Тутунопроизводителите во писмена форма побарале и прием во владата, кај премиерот Зоран Заев и надлежниот министер за земјоделство Љупчо Николовски, за да можеле изворно да ги информираат со проблемот со кој се судруваат. Додаваат дека има уште тутунопроизводители кои не го предале тутунот и дека со пирањето на откупот ќе има реакции кај тутунарите, но нема да отстапат од нивното барање за упис на Коцев како нов претседател на Сојузот на Сдруженија на тутунопроизводителите во Македонија.